Се враќаме назад во студиото и оној термин некаде околу 17 часот. Наш гостин е Ѓорги Галетановски Чомбе, директорот на Зоолошката градина. Добро вечер. Добро вечер и од мене. Добро вечер. Еден од оние поводи е токму тоа што Скопје ќе добие веројатно Jurassic Парк или парк на диносаурусите, нешто што сме го гледале на телевизија, ќе го има и во град Скопје. Тоа е потврдена информација. Па да, во моментов преговараме со градоначалникот и со некои фирми за остварување на тој проект. Имаме 3D проект, преговорите добро идат и се надеваме дека март, април, крај на април ќе го добиеме тој парк во Скопје. Кој би го работел тој 3D проект? Тоа би било веројатно просторно планирање каде што диносаурусите би биле преценели, изработени како 3D принт? Тоа е една парцела во Зоолошката градина која граничи со градот Скопје, околу 2,5 до 3.000 квадрати, каде што се планира да има од 40 до 50 диносауруси, макети од диносауруси во природни големини, кои што испуштаат крици и се движат. Сите оние специфичности. Да, по теркот на сите светски градови и европски што ги поседуваат. Истиот парк, например, како што има Дубај, како што има Холандија. Еден има во Белград, меѓутоа помал е тој. Со оглед на тоа што веќе напоменав дека сме имале прилика во дел од оние холивудски филмови да видиме како изгледа баш еден таков парк, ќе ви треба веројатно помош и од некои од компаниите, некои од фирмите кои што ќе работат. Да, се преговара со некои од поголемите фирми моментално во Нема да ги напоменеме кои се, меѓутоа дали работат во сферата на технологијата, работат во сферата на градежништвото. На градежништвото, да, и на повеќе. И до кога би можел да го очекуваме овој парк? Јас мислам дека до крајот на годинава ќе го потврдиме дека може да почнеме со градба и да се заврши април да го отвориме, крај на април. Ке се надоградува нешто или баш е Не, наше е да се припреми просторот со патеки, со грмушки, со дрвја, со да се прилагоди живеалиштето какво што. Да, макетите доаѓаат спремни, се монтираат, ќе вработиме стручни лица, ќе одат прво таму на обука, 10 дена. Релативно сите се на daljinски команди и за одржување ќе се има лица вработени тука и Галетановски, освен овој нов проект, нели, кој што е во најава, исто така интересна информација беше пред минатата недела, чинам дека се чистеше големото езерце во Зоолошката после 13 години, мислам дека како исто така информиравте дека и беше исчистен тој простор, односно водата на Нилскиот коњ, кој што исто така за волја на вистината долги години немаше соодветни услови. Видете, малце покасно ме назначија и сите тие мани што им пречеа на граѓаните, решивме да ги санираме уште во почетниот период. Меѓутоа, езерото беше голема работа и затоа ја оставив малце за покасно, кога ќе спласнат сите од ние гужви што ни се случија со програмата, со кога дојдоа слоновите, имавме многу гужва и не можевме вработени, што се не можеа да се сконцентрираат на тој проблем. Значи, завршија гужвите и прво што им сметаше на граѓаните, тоа беше нечистото езеро. 13 години не било чепнато и стварно не изгледаше убаво, црно, поцрнето цело тиња. Ја испуштивме водата со помош на другиве, на предпријатија градски, го исчистивме цело, сега чекаме да се исуши и да се санираат некои дупки, да се асфалтира и на пролет да биде стакло, како и малите езера што ги среди. Да. Од ова студио, ако не се лажам, мислам дека не се лажам, ги најавивте Дуња и Даела, двете нови животни, двете слоници, кои што пак за волја на вистината на некој начин им служиме како град каде што тие треба да ја проживеат нивната пензија, односно ги рехабилитираме. Како се снаоѓаат двете слоници? Се прилагодија подобро што очекувавме. Веројатно живеалиштето кое е многу добро, на него се прилагодија и сите услови ги имаат, храната, одржувањето им прија
И некако цело ми придонесе за многу брзо да се прилагоди. Чудно. А со оглед на тоа што влегуваме во едни нели временски разлики, влезени сме веќе во зимото, освен за нив, дали и за некои други животни има еден посебен режим на исхрана, бидејќи нели поголемиот дел од нив сепак живеат во топли краишта, џунгли, савани. Се грижат ли посебни биолози за исхраната на ние имаме, освен на слониците? Да, ние имаме биолог кој што ја прави таблицата. Таа таблица е направена според храната што ја јаделе во Белгија. И овие зоонегователи што работат сега со слоновите беа нели на обука таму, видоа како се храни, тајмингот, кој е храната која и само му ја потврдија на нашиот биолог и се тоа се одвива професионално, без сутка. А за дел од другиве животни? Да, за секој животно посебно има таблица на исхрана. И има онаа практика се уште да дел од компаниите и фирмите да помагаат при исхраната на... Да. Имаме договор со некои фирми што ни се спонзори, помагаат, донираат и се е тоа што. Ако Дуња и Дела беа најавени од овде, од студиото, може ли да разговараме за некои други планови на зоолошката, дека можеби ќе има нови? Да, може, добро ни тргна од кога бев тука. Што имате? Планираме колко шимпанзото е една легенда која беше својствена за Скопјани, која го напушти Скопје поради лекување во Холандија. 9 години беше во Центар за социјализирање како прифатилиште во Холандија. У тие 9 години се е добар и го очекуваме кон крајот на јануари да пристигне со фамилија шимпанза во едно живеалиште исто ново изградено како што беше за Дуња и Дела. Во такво ќе ги пречекаме, ќе биде свечено отворено, значи да се враќа Коко на радост на Скопје и мислам дека ќе биде се каже. Да, сигурно тоа ќе привлече уште поголем број на посетители, ако за волја на вистината сакавме еве да ни кажете како стоите со официјалните бројки во однос на посетителите, меѓутоа од она што секогаш барем за викендите може да се види како слика во зоолошката градина, дека и тоа како последниот период баре зголеме. Па да, ние со самото доаѓање кога стапив на функција и со мојот тим ги зголемивме дупло бројките на посетеност, но кога дојдоа слониците и кога ја средивме цела онаа програма, кога изградивме паркови и се, посетеноста неочекувано се покачи на некој пута 3 од нормално што е. Сега стигаат шимпанзата, еве на пролет најавивме ќе го градиме живеалиштето за фламингата и за пингвините. Зебрите стигаат исто на пролет, не знаеме стварно до кај ќе оди посетеноста, се надеваме дека ќе се накачува повеќе и повеќе. И покрај тоа што билетот е поскапен за околу 30 дена. Уште не е, меѓутоа преговараме. Ќе биде поскапен за околу 30 дена. Да, од јануари сакаме да го поскапеме, бидејќи големи се трошковите на што се ранат сите животни, храна многу се троши. Се надевам дека Советот на град Скопје ќе го прифати тој предлог, ќе го прифати. Да. Не сметате ли дека можеби ќе има реакција во јавноста за поскапувањето? Видете, не очекувам да има реакции, бидејќи сите не охрабруваат со тој потек. Сите граѓани, на задоволство на сите граѓани, картата ќе биде поскапена за символични 30 денари. И не очекувам да има реакции, бидејќи ако е едно во кафетерија да седнете кафе, ако е 50 денари или вода 60, смешно е карта во зоолошка градина кај што ги создаваме сите услови да биде таа европска и да го поминете цел ден со семејството, да не биде ни евро и пол. Ке се сложи јавноста, дали вие, не знам, еве ќе го слушнеме вашето мислење, вашиот потек да го донесете активистот Војо Иванов во зоолошката градина, од кој што имаме често прилика да ги гледаме слониците, барем Дуња и Дела, е прав погодок. Војо Иванов е личност која што веројатно му го најдовте местото таму. Личност, сакате да ви кажам како го викнав на работа. Ако мислите дека тој нема да се налути слободно? Па не би требало. Седев дома едно попладне и ја гледав дали беше у Вести гостин кај тебе или некој друг.
Имав сугестии многу да го повикам и не ми беше јасно зашто уопште не бил вработен тој човек во зоолошката градина. После гостувањето имаше шоу некој со рептили, знам, вадеше нама со рептили. Ми го дадоа бројот, го повикав и се видов, едноставно ме интересираше како може човек што ги сака толку животните и што е посветен на животни и на деца да не биде вработен. Разменивме броеви, ми кажа некои работи, се договоривме и прифати да работи, јас го викнав. И мислам дека е прав погодок, затоа што јавноста него го сака, омилен лик име на многу деца го знаат. И сепак донесе активности внатре во активностите да се посветена многу на работата, во вистински смисол си ја сака работата. Така. Нема други амбиции, неговите амбиции се да ги сака животните и да работи за животните. Сега ако земеме в предвид дека Војо ги прави тие активности на најмладите, тоа им се допаѓа, која е процедурата за, бидејќи зоолошката градина беше дел од неколку хуманитарни акции, како процедура, кој е пристапот, како може да се земе тој простор за изработка на такви и слични хуманитарни акции, кои што сепак се важни за развивањето на свеста кај луѓето? Видете, ние со самото наше доаѓање и на мојот тим, целосно ги отворивме вратите на зоолошката, прво комплетно, второ на едукативните центри. Значи, ние имаме едукатори. Под едукатор може и Војо да се стаи, пошто ги разбира тие работи. Значи, цело време соработуваме со домовите за деца без родители, со ранетите категории. И тие се ослободени од комплетно плаќање и нашите едукатори се целосно на располагање. Така да, од самото доаѓање се отворени вратите. Така. Имам едно лично прашање. Дали имате навика да влегувате кај животните? Или тоа им го оставате на сепак на... Не сакам да се мешам на зоонегувателите, а присуствувам на хранење, на медицински захвати кога има некој животно проблем. Сакам да гледам. И претходниот пат кога разговаравме за дека сепак е неопходно да се подигне свеста кај граѓаните, каква е сега практиката на луѓето кои што ја посетуваат зоолошката градина, ако се знае дека претходно имаше смртни случаи на некои животни кои што беа донесени со помпезни најави, животни кои што не се специфични ниту за Балканот, па може ниту за Европа, а всушност причина за нивната смрт беа фрлане пластика, камења и слично. Да, дали сега има и дали сега има малце... Кога бев кај вас, кога ме назначија, уште не беше започната таа кампања силно што ја спроведовме со јавните личности, со глумците, со спортисти. И таа кампања ја теравме околу 2 месеца. Многу придонесе, но треба уште многу да се работи. Искоренивме некои навики на луѓето, цело време се на терен и Војо и Тина и сите зоонегуватели. Пазиме на тоа и има промена. Не е како порано, ама мора уште многу да се работи. Проструја, апропо ова што го спомена Чаловски, некои информации, пред неколку денови дека биле искршени некои од таблите во зоолошката градина. Дали се точни овие информации? Точни се, да, забележавме некои 10 на табли искршени од новите што ги поставивме, но ги саниравме. Има наместено сега на тие, на цел простор е под мониторинг, ќе воведеме казни. Добра идеја има градоначалникот да воведе комунална полиција, да се казнуваат сите такви гестови и се надевам од 1 јануар дека ќе почнеме со тие казни. И во зоолошката градина имавме инцидент кога се обидоа луѓе да украдат мајмунот внатре и да ги искажат таблет. Имало секакви ситуации, да. Галетановски, сосема за крај, една тема настрана од зоолошката градина, а тоа е градоначалникот на Скопје Шилегов за еден од мерцедесите кој што бил во служба на Коце Трајановски рече дека е возило кое што загадува и дека ќе го фрли, меѓутоа пред неколку дена даде изјава дека ќе го даде на користење на зоолошката. Да, и јас ја слушнав таа одлука на Советот. Го добивте мерцедесот? Не, се уште не. Слушнав дека решил да го даде на нашата институција, бидејќи прво нема службено возило нашата институција, второ, како што и он изјави, не може да постигне таа цена што е платена за него и
Ќе ни го подари на нас. Ќе го прифатите, мислам, не? Ќе го прифатиме. Добро. Јана? Мислам дека да, доволно исцрпевме за овој разговор со директорот на Зоолошката градина во Скопје. Еве имавте можност, почитувани, некои ексклузивни информации за сите планови нели во иднина, што надлежните планираат за нови животни, секако оној момент кој што беше и официјално еве потврден за Jurassic Park, така што ние тука ќе му се заблагодариме на Галетановски за гостувањето. И сега правиме кратка пауза, па веднаш се враќаме назад во отвореното студио, ги отвораме телефонските линии темата, за многу кратко ќе ја видите, сега кога ќе ги очекуваме вашите јавувања.